Понеделник, 9 февруари, кратки вести во 12 часот. Министри и градоначалниците на Охрид и Струга, Кирил Пецаков и Менди Кира се во Париз на средби со представници на УНЕСКО. Како што соопштија од владата, акцент ќе биде ставен на заложбите за зачувување на статусот на природното и културното наследство на Охридскиот регион, како и напорите за спроведување на препораките со реактивните мисии. Ќе биде потенцирано и дека државата воспоставува систем за заштита кој гарантира зачувување на интегритетот и автентичноста на Охридскиот регион како исклучителна универзална вредност. Хрватска оваа сезона има потреба од над 65.000 работници, откако минатата година до ноември издаде вкупно 160.176 дозволи за престој работа на странски државјани, од нив над 11.000 на македонци. Се отвора прашањето како Охрид ќе го реши проблемот со потребната работна сила. Бројни дуќани по Охридската чаршија се облепени со огласи за вработени. Иселувањето и белата чума се посочуваат како клучен проблем за недостиг на вработени, но и ниските плати, нефункционалност на државата, неказнивост, длабока партизираност, огромна администрација. Полни 6 месеци нема трага од бугаринот Илија Танчев, кој исчезна при нуркање во Охридското езеро во близина на заливот кај селото Трпејца. Се претпоставува дека телото би требало да биде на длабочина од 80 до 100 метри, но никој не може да претпостави точно каде. Граѓанско здружение од Бугарија неодамна на клубот за подводни дејности Охрид му донираше подводен дрон кој може да се спушти до длабочина од 200 метри и да се искористи во потрагата по Танчев. Времето денес променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд, дува умерен југоисточен ветер, максималната температура во Охрид до 8 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.